За прв пат во историјата на Македонија во Скопје во салата Јане Сандански денеска започна одржување на Европски џудо куп за јуниори и јуниорки кој што ќе трае 2 дена. На ова елитно надпреварување каде се собрани најдобрите европски џудисти од овој ранг се надпреваруваат околу 230 учесници од 29 држави. Европскиот куп денеска официјално го отворија председателот на џудо Федерацијата на Македонија Владимир Трпановски, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, како и советникот на Европската џудо Федерација Бранислав Црногорац. Беше потенцирано дека ова е историски момент и голема чест за нашата држава, што на џудо Федерацијата на Македонија и се додели можноста да биде организатор на еден ваков значаен надпревар, кој согласно неговата традиција во иднина има перспективи и можности секоја година да се организира во нашата земја. Ова е историски момент за нас и за македонското џудо, но и представува реализација на сите напори и долгогодишни заложби. Значењето на овој момент и овој чин е дотолку поголем, затоа што значи дека со организирањето на Европскиот јуниорски куп стануваме, односно станавме признати и препознаени на светската џудо мапа. Европскиот јуниорски куп Скопје 2023 е собир на најдобрите џудисти во јуниорска конкуренција. Повеќе од 200 надпреварувачи од цела Европа, меѓу кои и 15 наши македонски репрезентативци ќе ги бранат боите на нашата земја. Сите тие заедно ќе понудат одлични борби и ова е порака до нив. Драги џудисти, ви посакувам врвни резултати, исполнување на личните амбиции и докажување на официјалните ранги. Нека ве води спортскиот дух и вештината во која што сте се вложиле и која што ја живеете. Затоа што џудото е повеќе од спорт. А ова надпреварување денес е тоа. Со вашите резултати се зголемува и вашето влијание за што поголема промоција на џудото како култура и како спорт, посебно меѓу младите. А тоа, покрај резултатите што ќе ги постигнете, е уште едно ваше наследство. Би сакал во оваа прилика особено да потенцирам неколку суштински моменти карактеристични за спортот и спортскиот дух. Имено спортот, меѓу другото, од секогаш бил и ќе биде цврст мост на пријателство, соработка, зближување на луѓето од сите меридијани. Но тој исто така, од една страна представува мотиватор на се она што значи позитивна компетиција, а од друга страна пак е и своевиден воспитно-образовен фактор, преку кој, особено кај младите, се гради трудолюбивоста, волјата, амбицијата, стремежот кон постојан напредок во секоја смисла. Особено што во рамки на овој европски куп се одржува и јуниорскиот тренинг камп како дополнителна вредност на надпреварувачкиот дел од купот. Би сакал да им честитам на организаторите на Македонската џудо Федерација за прекрасната организација на џудо кампот и на јуниорскиот европски куп. Особено благодарност и честитки до председателот на Македонската џудо Федерација, господинот Владимир Трпановски. Македонскиот тим учествува со 15 џудисти. На денешниот прв ден од надпреварите, борбите се одвиваа во тежинските категории до 60 кг, до 66 и до 73 кг во машка конкуренција, како и до 63, до 70, до 78 и над 78 кг во женска конкуренција. Нашите репрезентативци, согласно ждребот, имаа следните противници, според кои во машка конкуренција до 60 кг Сергиј Димитриовски загуби во првото коло против надпреварувач од Англија. До 60 кг исто така се надпреваруваше и Игнат Петров, кој што во првото коло загуби против надпреварувач од Србија. Потоа во второто коло борбата против репрезентативецот од Израел службено ја победи поради дисквалификација на противникот, а додека во третото коло загуби против надпреварувач од Саудиска Арабија. До 66 кг се надпреваруваше Никола Магдески. Прво коло загуби против надпреварувач од Украина и немаше право на поправна борба. До 73 кг Георги Магдески
во првата борба оствари одлична борба и ексклузивна победа над противникот од Саудиска Арабија со поен Ипон, која што победа допринесе за дополнителна позитивна енергија и елан за нашата репрезентација. А додека во второто коло, во тешка борба, загуби против надпреварувачот Босна и Херцеговина и не доби право за понатамошен настап. До 73 години настапи Андреј Симоновски, кој што загуби во првото коло против надпреварувачот Србија. Во женска конкуренција, до 63 килограми, се надпреваруваше Лиѓана Недановска, која што во првото коло победи против противникот Израел, а потоа загуби две неизвестни и рамноправни борби против надпреварувачки од Косово и Норвешка, со што ги загуби шансите за борба за медал. До 63 килограми настапи и Кристина Мантаровска, која што загуби во првото коло со противникот Хрватска. Над 78 килограми се надпреваруваше Катерина Ацевска, која што во првото коло загуби со противникот Хрватска и согласно правилата влезе во борба за бронзен медал со противничка од Босна и Херцеговина. Борбата ја загуби и остана на 5-тото место, со тоа што таа е најдобро пласираниот македонски џудист од денешниот ден. Лиѓана Недановска па го освои 7-то место во категоријата до 63 килограми. За утре, во недела, на вториот ден од купот, спортистите ќе настапат во следните категории: до 81, до 90, до 100 и над 100 килограми во машка конкуренција, а додека женската конкуренција ќе се надпреварува до 48, до 52 и до 57 килограми. Македонскиот тим ќе има учество во следните категории: јуниори 100 килограми, каде што ќе не представува Владимир Милчиновски, потоа јуниорки до 48 килограми, Ана Марија Стојмиловска, како и Теја Настоска и Георгина Блажевска. А во категоријата до 52 килограми ќе настапи Азра Заими, додека пак до 57 килограми Ива Богдановска.